Владата донесе сет на мерки за облажување на последиците, но дали тие ќе бидат доволни? Расте инфлацијата, се задолжуваме. Дури министерот за финансии најавува и нова евроврзница. Компаниите се на стендбај. Едни се жалат, други гледаат да скратат дел од трошоците, трети пак бараат алтернативни пазари. Колку во вакви услови може да се одржи некаква каква таква стабилна финансиско-економска состојба. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е председателот на Стопанската комора Бранко Азевски, кој неодамна и издаде своја книга со настани личности, негови колумни, интервјуа со провокативен наслов "Што ни се случува?". Господин Азевски, во книгата, меѓу другото, она што можам да забележам, велите дека, меѓу другото, ги цитирате Франц Шуберт, Јане Сандански, Норман Маер, Елена Папаризу и Бернандо Превенцано. Тој е основач на Коза Ностра. Зошто токму Превенцано? Дали на некој начин, меѓу редови, испраќате порака во битката против криминалот и корупцијата, оставате простор за сомнеш за оној период на транзиција, приватизација, за период во кој дел од бизнисмените за релативно кратко време и лесно се збогатија, за потоа да се создаде и таа олигархиска група. Не, тоа е преземено решение во кое што се наведени личности кои што се родени на денот кога сум јас роден или во годината кога сум јас роден. Случајно е тоа, меѓутоа јас не избегнувам ни едно прашање, па ни тоа. Комората има елементи кои што во своето 400-годишно постоење, кои што може да ја асоцираат на такви работи, затоа што во бизнисот кој што е насекаде и незапирлив, има и проблематични сделки, има и проблематични интереси кои што се, да речеме, надвор од законските решенија. Меѓутоа, ние овде во Македонија сакаме да се споредуваме затоа што секој пат нешто имаме некоја, да речем, комплексна помала вредност и се све со нешто сакаме да се споредуваме. Паричните токови кои што се вртат во Македонија не возможуваат такви конструкции затоа што тоа е едноставно со такви пари со кои што ние располагаме и вртиме како држава невозможно да можеш да направиш такви структури кои што ќе имаат такво влијание. Повеќе сакаме да кажуваме и да се споредуваме, од што реално тоа постои, затоа мислам дека бесплодна е дискусијата што се води 30 години. Најдобро е да водиме дискусија за подобрите решенија за развој на оваа држава, него на нешто кое и како е створено, затоа што тука, ви кажувам, она што е направено, може да заличува, али со многу малку пари, кои што вака во светски размери не можат да дефинираат олигархиска групација. Господин Азевски, сега за провокативниот наслов "Што ни се случува?", прашањето кое што на самиот старт се наметнува од овој разговор е што допрва ќе ни се случи во ситуација на постојана неизвестност, особено сега во екот на руско-украинската криза, која допрва очигледно или веќе ги чувствуваме последиците на економско-финансиски план. Што ни се случува е наслов на моја колумна објавена на 27.3.2020 година во Фокус, во кое што јас на база на мои мрежени информации од светот покушав да сублимирам на една страничка што ќе представува пандемијата и каква опасност по бизнисот и по луѓето во наредниот период. И осврнувајќи се после 2 години пред да почнам да ја пишувам оваа книга, видов дека све е исполнето точно. Тоа не се мои, значи, констатации, предвидувања, тоа се на моćни групации од Запад, каде што работат македонци, кои што јас имам врска со нив, и кои што ми ги сервирале тие податоци, ми ги дале и така натаму, и она што јас го знаев. Мислам дека таа работа, вие ја споменавте на почетокот, влече корени од 2008 година, од таа криза, прво која беше финансиска, па прерасна во економска, па прерасна во пандемија, па прерасна во енергетска, па сега и во воена и така натаму. Ние практично треба да сватиме дека сме од 2008 година во кризна ситуација. Ако вие велите дека уште пред неколку години сте предупредиле или сте имали индикации
дека ќе влеземе во турбулентен период. Не ве сватиле сериозно, ве подцениле, сме ги подцениле околностите? Апсолутно. Значи, ние немаме се уште изградено после 30 години форма на равноправен диалог. Тој не може да биде и да се одвива на начин во кој што јавниот сектор ќе располага со 4,3 милиарди и со 200.000 вработени и ќе се надвисне над приватниот сектор, чија најголема фирма има 300 милиони и 1000 вработени. Значи, тоа е неравноправна битка во која што оние се заштитени на сите можни начини кои бели мечки. Значи, законски, и како да кажам, таа борба наша во изминатиот период не можеше да биде препознаена ни од јавноста, ни од никого, што зборувавме ние, затоа што е специфична работа. Меѓутоа, ние 2010 година изградивме економски модел за нов напредок, во кој што предвидувавме државата да се развива со 5 до 7%. Комплетно разработен модел. Наместо да се седни да се разговара за него, се разграбаа палиативните решенија, што им одговара во моментот и ние треба да сватиме една работа. Тоа нас во очи ни го кажа гувернерот на Полската банка, кој беше гостин на Стопанската комора. Без владење на правото нема 1% раст. Значи, ние мора да ги решиме и политичките проблеми кои што владеат во државата, за да можеме да створиме институции кои се многу битни, особено во правосудството, особено во државната администрација, кои ќе бидат ставени во функција на бизнисот. Ако не се они ставени во функција на бизнисот, бизнисот страда. Ако страда, не може да го испорача тој резултат што го бара државата. Донесен е сет на мерки за облажување на економските последици врз компаниите, меѓутоа и генерално врз стопанството, меѓутоа во меѓувреме се задолжуваме, се најава нова евроврзница. Академик Абдулменов Беџети вели дека ваквиот јавен долг моментален, ако продолжи да расте, а според неговите предвидувања до крајот на годината би достигнал околу 65%, е неодржлив. До каде може да одиме со ваквиот тренд на задолжување? Јас сум на истиот негов став, меѓутоа ќе посочам и пример на Грција, од кога сум роден јас, Грција е во некаква криза и прво што сум слушнал е дека должен си ко Грчка и денеска Грчка е должна, знаете колку во однос на нас и во однос на целиот Балкан и во однос на балканските држави, па она пак се функционира. И то ги тера државите да бидат неодговорни и да се однесуваат на ваков начин. Јас многу пати во јавноста сум кажал, ти преземаш држава во услови која имаш бројки, али кој ќе си одиш треба да погледаш какви бројки оставаш. Кој го направил тоа во држава? Кој одговарал за тоа? Одговараат луѓето за ситен криминал. Не одговараат за погрешните потези што оставаат реки на луѓе, социјални случаи или без работа, или кои што си одат ја напуштаат државата. Политичките елити морат да сватат дека мора да изградат политички систем кој што ќе биде во функција на граѓанинот и на бизнисот. Затоа што тие се двете компоненти на кои што почива една држава. Без тоа немаш држава. Вие велите, ако не го зачуваме бизнисот, нема да ја зачуваме ниту државата. Апсолутно. Апсолутно велите. Го плашите народот или им испраќате ултимативни пораки на политичките елити? Му испраќам порака на народот да биде поодговорен и јавно да го подржи бизнисот, како и народот, општествената надградба, медиумите, сите кои што можат да направат коалиција, да се спротистават на неразумното трошење или на неадекватните потези кои што ги влечат политичките елити. Бранко Азовски, председател на Стопанската комора, сте 17 години, сте поминали сито и решета. Неколку влади се сменети, премиери, но се чини дека постојано, иако имате критички осврт, кој наречи си сите гарнитури, постојано има една нитка на дај ми го натиго со владеачките гарнитури, без разлика на тоа кој е на власт во моментот. Не може да се рече така. Може да се рече дека јас сум тука каде што сум и респектиран и почитуван за две работи. Прво, затоа што не излегувам од надлежноста за која што сум поставен. Не можете да сретнете моја политичка изјава чиста. Тоа се изјави кои што се во функција на бизнисот, затоа што јас играм за бизнисот и сум платен од бизнисот и тоа го правам. И не излегувам надвор од своите надлежности. И второ, нема криминал Бранко Азовски. Никако.
Он е точно 40 години во општествениот живот, меѓутоа никој не покажал со прст за некаков криминал. Значи, ние мора да сватиме дека коалиција треба да се создаде од луѓе кои што имаат интегритет, кои ги почитуваат принципите на своето работење, тоа да ни стане нормално. Во оваа држава да се остварат некои приоритети. А приоритети се да се постигне повисок раст и да се запре иселувањето на младите луѓе. Како до одржлив економски развој во ваква ситуација, во актуелниот миг? Актуелниот миг е стварно специфичен, морам да кажам, затоа што овде се работи за нешто што е изнад нашите можности и спознаи да дојдеме и да ги знаеме вистинските мотиви на ова што се дешава, вакви сериозни судири меѓу сериозни групации, држави и така натаму. Меѓутоа, тие секако ќе бидат полесно превладани ако ние имаме држава со капацитет. Ако ние имавме здравствен систем со капацитет, пандемијата ќе беше пребродена со многу помали бројки од овие што ги знаеме и за смртни случаеви и за број на зарази. Во меѓу редови сакате да кажете дека во моментов немаме капацитет како држава да се справиме со предизвиците. Со ништо. Затоа што не изградивме институции, почиваме на личности и уште се залагаме за решенија со кои што некој друг ќе не ги решава прашањата. Значи, ние да одиме према Европска Унија без разлика што тамо се дешава, затоа што тие ќе ни ги решаваат тие прашања. Мислим. Значи, не. Ние мора да изградиме институции кои што ќе функционираат без разлика дали тоа ќе биде Гораст, Бранко или Никола или Трајко или Петко. Тоа се институции се знаат на една држава на кој што почива системот кој што мора да работат безпрекорно. Нарочито во областа на правосудството, државната администрација и сервисот на граѓаните и на фирмите кои што мора да функционира безпрекорно. Како? Многу ќе речат во услови на мали плати. Македонија мора да промени политиката на депресирани лични примања. Мора, затоа што тој е кажувано 50 години уназад. Ние се гордееме дека имаме мали плати. Ќе ти излези највисок државен функционер и кажува колку зема, не сваќајќи дека тоа е врвот, а све под него земат. Па таму има доктори на науки, таму има академици, таму има луѓе со интегритет што постигнали и така натаму. Значи, ние мора да ја промениме таа политика. Помала државна администрација, подобро наградена, за да може да повлече и да биде чест и гордост да се работи таму, а не стран. Комората постојано партиципираше директно или индиректно во креирањето на владините политики. Еден период инсистиравте и имавте ваш представник како вице-премиер за економски прашања од времето на Минчо Јорданов, па завршувајќи до Кочо Ањушев. Неодамна дури рековте, Комората никогаш нема да испрати свој бизнисмен во владата. Изневерени се очекувањата од владата? Не се изневерени, него ние имавме претходно состанок со господинот Ањушев и со нашите представници што дотогаш биле во владата. Невозможно е како малцинство, како човек еден да направиш преокрет во политичка структура во која што е создадена на коалиционен принцип. Невозможно. Значи, унапред си осуден на пропаст твоите решенија. Не, политиката треба да се остане на политичарите, бизнисот на бизнисмените, сите други останати работи на тие што си ги извршуваат. Почитани че следите интервју со председателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азевски. Господин Азевски, руско-украинската криза од еден друг ъгол. Вие сугерирате да се бараат алтернативни решенија во ова време како замена за рускиот пазар. Се соочуваме со енергетска криза, гасот, зависни сме од гасот, извозно сме зависни, иако наш главен трговски партнер е Европската Унија. Ја слушнав на стартот од кризата гувернерката и министерот за финансии дека ние директно не сме засегнати од руската криза, руско-украинската криза, меѓутоа де факто индиректно се одразува врз нашата економија. Што значи тоа? Тоа значи дека ние имаме едена цевка со влез на газ во моментов функционална преку ДВ Баер. И имаме мрежа која ја градиме да би направиле затворен прстен во Македонија. Таа мрежа која што е изградена и која што се гради во моментов не се става во функција на компаниите, не ги приклучува ними, него се чека за окружување на целиот и ние се реагираме на таа работа. Значи, ако изградиме 30 километри, сите фирми што се наоѓаат на тоа го наоѓаат својот интерес, приклучи ги.
Сите градови што се приклучиле. Зошто? Затоа што повлекувањето на поголема количина на газ низ таа цевка ја спушта цената, а со тоа нас не прави конкурентни на пазарот. А вака ние плаќаме во моментот дупло повисока цена него што плаќаше Украина на Русија. И да не зборам за другите. Значи, ние мора да одиме према гасификацијата со таа компонента и пресметка во која што ќе повлечиме многу повеќе газ, за да можеме да имаме пониска цена, а со таа, бидејќи таа цена влегува во цената на производот, да бидеме поконкурентни. Колку македонската економија во вакви услови е одржлива? Или е повеќе ранлива во... Ранливоста доаѓа, знаете, од она што јас често го кажувам, структурата на нашата економија која што е врзана према Западна Европа, особено према Германија, и што една од компаниите во зоните, Джонсон Мети, прави 50% од извозот во Германија, што е, да речем, ризична работа. Сега, како би дошло до тоа? До тоа би дошло ако останат санкциите од Запад према Русија и Русија го затвори доводот на газ, тогаш ќе страда економијата нормално, тамо ќе се намали обемот на економијата и со тоа ќе се намалат нарачките према нас. Така ќе дојде кризата, од тамо ќе се прелее на тој начин. Второ, овие компании кои што директно работеа и користеа дали преку Србија или ова погодностите, ако дојде до заемно после изборите проблематично поставување на Србија према Русија и према, да речем, политиките што ги води Западот сега во моментот, онда може да дојде до контрарешение со што би страдале фирмите кои што тамо, да речем, настапуваат на тие пазари, бидејќи го користат договорот за слободна трговија со Русија и со заедницата на независни држави. И третата работа е што може да страдат, тоа се компаниите кои што помалите, кои што имаат директна соработка со Русија или со Украина, кои заради воените действија ќе бидат збришани. Практично нема да постојат. И не знам тука во тој момент, во ваква ситуација, да речем временска, дека може да се најде алтернатива, затоа што се работи за специфични материјали кои што се извезуваат и везуваат. Така да може да биде повеќе слоен тој удар, кај нас нема да се осети од страната на соработката со Украина и со Русија, или ќе би се осетило многу ако дојде до пад на економската активност на западноевропските компании. Нафтени деривати има, но има и воени профитери. До кога дел од компаниите ќе профитираат на грбот на државата, наместо да се солидаризираат? Додека полицијата не ги фати и не ги стави во затвор. Ако има такви, ево јас како нивни представник давам карт бланш, нека ги апсат. Инспекцијските служби нека се работат и ако најдат неправилности во ова, нека ги санкционираат. Стопанската комора ќе ги поддржи тие институции што ќе делуваат во рамките на законот. Нема да ги штити тие што ќе го кршат законот. Нејзината улога не е така. Вие во текот на разговорот споменавте ми редови дека дел од компаниите или дел од фирмите се како заштитени мечки. Кој тоа ги штити? Заштитени мечки не реков за компаниите, реков за државата во делот на плаќањата и во равноправниот третман на пазарот заедно со приватниот сектор. Значи ги штити член 218 од Законот за извршување, кој што му овозможува на општините заедно со основните судови на нивната територија да утврдат нужен минимум над кој не може да се извршува извршување, заради тоа што треба да се заштитат виталните интереси на општината заради граѓаните. Па нашите фирми не можат по 11 години да се ги наплатат побарувањата. А знаете зошто? Затоа што тие се договараат наместо минимум да воспостават максимум. Ви пречи ли кога во јавноста превладува мислењето дека Стопанската комора на Македонија е сушност заштитник на модерната олигархија? Во Македонија нема пари да се зборува за тоа. Значи, ние во Македонија, најголемата наша македонска фирма со македонски капитал располага со 300 милиони обрт годишно. За што зборуваме ни? За руските тајкуни? За тајкуните кои што постојат во Запад, каде што една фирма има 10 пати поголем промет од GDP-то на Македонија? Ево ќе ви кажам најнов податок што го знам. 111 милиарди е вкупниот GDP на 6 земји на Западен Балкан, со 18,5 милиони жители.
а Чешка со 10,7 прави 225 милиарди GDP. Од оваа криза ќе излеземе како победници или сојузни кои долгорочно ќе ги лечиме? Секоја криза е шанса, секоја криза е проверка на способностите на некого, на поединецот, на фамилијата, на државата, на фирмата да издржи и да се покаже дали може. Фирмата оваа кризата е едно искушение кое што точно ќе ни покаже нас колкав е капацитетот на македонската држава. Ви мириса на предвремени избори со делот одлуките, зголемување на пензиите, зголемување на минималната плата? Не сум прележал ковид за сега, фала Богу, и не ми е оштетен слухот. Меѓутоа, од толку предвремени избори што имаше кај нас, мислам дека нема да биде никакво изненадување. Она што мислам дека и е поважно за државата и за сите нас е да ја повторам изјавата на еден од последните големи лидери на Европа, Франсуа Митеран, дека треба за една држава да се етаблира да поминат 50 години, за да се рачуна дека е озбилна, и гледам дека тој период ни се намалува и мора да не направи уште поодговорни пред историјата и пред сите дека треба да создадеме, односно имавме шанса да создадеме држава која што ќе опстани во наредните 200-300 години. А тоа сега сме уште овие 20 години на искушение и затоа го зголемува степенот на одговорност на секој од нас да направи нешто повеќе и да таа држава опстани понатаму. Ви благодарам што гостувате во емисијата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Бранко Азевски, претседател на Стопанската комора на Македонија.